Огледалото ети блеш. Се ближеше Божик. Едно утро во средината на декември Хогвартс се разбуди прекриен со неколку метри снег. Езерото цврсто се заледи, а близнаците Визли беа казнати затоа што магепснаа неколку снежни топки за да го следат Квирл и да го гаѓаат по турбанот. Хагрид мораше да ги залечи неколкувате бува што успеа да се пробијат низ бурното небо, за да ја испорачуваат поштата. Мораа да закрепнат пред повторно да може да летнат. Никој не можеше да дочека да почнат празниците, додека во заедничката просторија на Грифиндор и големата сала пламтеа сини огнови, ходниците со пробив станаа ледени и остар ветар ги тресеше прозорците во училниците. Најлоши од се беа часевите на професорот Снейп, долу во санданите, каде што здивот им се замаглуваше на сите и сите се држеа што поблизу до жешките котли. Баш ми е жал, рече Драко Малфој на еден час по напивки, за сите оние што мораат да останат во Хогвартс за Божик, зашто се непожелни дома. Гледаше во Хари додека зборуваше. Крепи Гойл се кикотеа. Хари, кој мереше рбет од риба лав во прав, ги игнорираше. Малфој беше уште понепријатен од обично по напреварот, згрозен што Слитерин изгуби. Се обиде да ги засмее сите со тоа што зборуваше дека голем уста жаба ќе го заменала Хари како трагач на следниот надпревар. Потоа свати дека ова не му беше смешно никому, зашто сите ги восхити тоа што Хари успеа да се задржи на немирната метла. Па Малфој, љубоморен и луд, пак се подбиваше со Хари за немањето вистинско семејство. Точно беше дека Хари немаше да се врати во Привет Драйв за Божик. Професорката Макгоналд намина предходната недела и направи список на учениците што требаше да останат за празниците и Хари веднаш се пријави. Воопшто не се сожалуваше себе си. Ова веројатно ќе биде најдобриот Божик во неговиот живот. Остануваа и Рон и неговите браќа, зашто господин и госпоѓа Визли одеа во Романија за да го посетат Чарли. Кога излегоа од занданите на крајот од часот по напивки, видоа дека една голема елка го блокираше ходникот напред. Две огромни стапала штрчеа на дното и гласно дишење им откри дека Хагрид беше зад неа. Здраво, Хагрид, да ти помогнам? Праша Рон и ја испружи раката низ гранките. Не, арен сум, Рон, фала. Ке може да се тргнете од патот? Студено развече Малфој задно. Се обидуваш дополнително да заработиш, Визли? Се надевам дека ќе станеш чувар штом ќе излезеш од Хогвартс. Претпоставувам, колибана на Хагрид сигурно ти се чини како палата во споредба со она на што е навикнато твоето семејство. Рон му се нафрли на Малфој токму кога Снейп се појави на скалите. Визли? Рон го пушти предниот дел од наметката на Малфој. Го буцкаше професоре Снейп, рече Хагрид и го покажа огромната влакнесто лице од дрвото. Малфој му ја навредуваше фамилијата. Сепак тепањето е против хогвартските правила, Хагрид, кратко рече Снейп. 5 поени помалку за Грифиндор. Визли биди благодарен што не се повеќе. Тргнувајте сите. Малфој, Креп и Гойл грубо се втурнаа покрај дрвото. Растурија иглички насекаде и правеа гримаси. Ке види убаво, рече Рон и зачкрепи со забите зад грбот на Малфој. Еден ден ке види убаво. Ги мразам двајцата, рече Хари. Малфој и Снейп. Ајде, што сте се намуртиле? Не го Божик кае, рече Хагрид. Знаете шо? Ајде со мене да ја видиме голема на сала шо е убава. Така Хари, Рон и Хермиона тргнаа по Хагрид и неговото дрво кон големата сала, каде што професорката Макгоналд и професорот Флитвик беа зафатени со божикното украсување. Хагрид, последното дрво, стави го во крајниот агол, важи? Салата изгледаше спектакуларно. Украсни ленти од божиковина и имела висеа насекаде под зидовите. Дури 12 огромни божикни елки стоеа низ собата. Некои светкаа со мали мразулци, некои блескаа со стотици свеќи. Уште колку сте на распуст? Праша Хагрид. Само еден, рече Хермиона. Убаво ме потсети, Хари. Рон, имаме половина час пред ручек. Треба да сме во библиотеката. Да, имаш право, рече Рон и го тргна погледот од професорот Флитвик, од чие што стапче се расцветуваше златнени урчиња што ги постилаше врз гранките на новото дрво. Библиотеката, рече Хагрид, излегувајќи понив од салата. Токму пред распуст? Нешто сте ми развредниле,
Не работиме, вредно му одговори Хари. Уште откако е споменат Николас Флемел се обидуваме да дознаеме кој е. Работите што? Хагрид изгледаше шокиран. Слушајте вам, ви реков баталете. Не треба да ви интересира што чува тој пес. Само сакаме да знаеме кој е Николас Флемел, тоа е се, рече Хермиона. Освен ако не би сакал да ни кажеш и да не поштедиш од маката, додаде Хари. Сигурно веќе поминавме стотици книги и не можеме да го најдеме никаде. Откри ни барем нешто за да знаеме дека му го прочитав името некаде. Ништо не ви кажувам, категоричен беше Хагрид. Тогаш ќе мораме сами да дознаеме, рече Рон. Го оставија Хагрид со незадоволен изглед и побрза кон библиотеката. Навистина го бараа името на Флемел по книгите откако му излета на Хагрид, зашто како инаку ќе дознаеа што се обидуваше Снейп да украде. Проблемот беше што навистина знаеа од каде да почнат, зашто не знаеа што направил тој Флемел за да се најде во книга. Го немаше во големите волшебници на 12 век или значајни магични имиња на нашето време. Го немаше и во важни модерни магични откритија и истражување на нови развитоци на волшебството. И тука се разбира беше самата големина на библиотеката. Десетици илјади книги, илјадници полици, стотици тесни редици. Хермиона извади список со теми и наслови што одлучи да ги пребарува додека Рон одеше по должината на една редица книги и почна да ги вади од полиците како ќе му дојдеше. Хари прошета од забранетата секција. Се прашуваше некое време дали можеби Флемел е тука некаде. За жал, беше потребна специјално подпишана белешка од професорот за да погледнете во било која од забранетите книги. И знаеше дека тоа нема да го добие. Ова беа книги со моќна мрачна магија што никогаш не се предаваше во Хогвартс и ги читаа само постари ученици што учеа напредна одбрана против мрачни вештини. Што бараш, момче? Ништо, рече Хари. Библиотекарката, мадам Пинс, замавта со пердусериот бришач на прашина кон него. Подобро излегувај тогаш, ајде надвор. Посакувајќи да е малку побрз во смисла да најде некоја приказна, Хари ја напушти библиотеката. Тој, Рон и Хермиона веќе се согласија дека е подобро да не ја прашуваат мадам Пинс каде може да го најдат Флемел. Беа сигурни дека ќе знаат да им каже, но не можеа да ризикуваат, Снейп да разбере што планираат. Хари чекаше надвор во ходникот, за да види дали другите двајца нашле нешто, но не беше многу надежен. Бараа 2 недели, но бидејќи имаа малку слободно време помеѓу часовите, не беше чудно што не најдоа ништо. Она што навистина им требаше беше убава долга потрага без мадам Пинс да им дише во вратот. 5 минути подоцна, Рон и Хермиона му се придружија одменувајќи со глави. Заминаа на ручек. Ке продолжите да барате додека ме нема, нели? Рече Хермиона. И пратете ми буф ако најдете нешто. А ти може да ги прашаш твоите дали знаат кој е Флемел, рече Рон. Безбедно би било да ги прашаш ти нив. Многу безбедно, зашто двајцата се забари, рече Хермиона. Откако почнаа празниците, Рон и Хари си поминуваа предобро за премногу да размислуваат за Флемел. Беа сами во спалната и заедничката просторија беше многу попразна од обично, па можеа да седат на убави фотеи крај огнот. Постојано седеа и јадеа се што може да забодат на вилјушка. Леп, чајни колачиња од слез и смислуваа начини како Малфој би можел да биде избркан, зашто беше забавна тема дури да не беше остварлива. Рон почна да го подучува Хари волшебнички шах. Беше сосема искако маголскиот, освен што фигурите беа живи, со што многу личеше на управување војска во битка. Комплетот на Рон беше многу стар и излитен, како и се друго што поседуваше. Некогаш припаѓал на некој друг од неговото семејство, во овој случај на дедо му. Сепак, старите фигури воопшто не беа проблем. Рон ги познаваше толку добро што секогаш му успеваше да ги натера да прават што ќе посакаше. Хари играше со фигури позајмени од Шејмус Филиган, кој воопшто не му веруваше. Се уште не беше многу добар играч и тие постојано му довикуваа разни совети, што го збунуваше. Не ме праќај таму, зар не му го гледаш витезот? Прати го него, можеме да си дозволиме да го изгубиме него. На божикната вечер Хари си легна надавајќи се на храната и забавата од редента, но не очекуваше никакви подароци. Но, кога се разбуди рано изутрина, првото нешто што го виде беше купчето пакети до креветот.
Среќен Божик, сонливо рече Рон додека Хари стануваше и го навлекуваше пењуарот. И тебе исто, рече Хари. Види го ова, добив некои подароци. Што очекуваше, репки? Рече Рон и се сврте кон својот куп, многу поголем од тој на Хари. Хари го крена најгорното пакување, беше замотано во дебела кафеава хартија на која пишуваше за Хари од Хагрид. Внатре имаше грубо изделка на дрвена флейта. Хагрид очигледно самиот ја резбал. Хари дувна, звучеше малку како буф. Едно друго многу мало пакување содржеше белешка. Ја примивме твојата порака и ти го праќаме божикниот подарок. Од тетин Вернон и тетка Петунија. Имаше 50 пени залепени со салотейп. Баш пријателски, рече Хари. Рон беше восхитен од 50 пени. Се што, рече тој, каква форма? Ова се пари? Можеш да ги задржиш, рече Хари и се смееше на тоа колку беше задоволен Рон. Хагрид и тетка ми и тетин ми, по кој ги пратил овие? Мислам дека знам од колка е она, рече Рон, малку поцрвенато и покажа кон едно многу гручесто пакување. Мајка ми, и кажав дека не очекуваш никакви подароци и... О, не, застенка тој, ти направила визли джемпер. Хари го скина пакувањето и најде дебела, рачно плетена, смаргатно зелена блуза и голема кутија со домашни карамели. Секоја година ни плетат джемпери, рече Рон додека го отвараше и својот. И мојот е секогаш кафеав. Баш убаво од нејзина страна, рече Хари и ја проба карамелата, која беше многу вкусна. Исцелениот подарок содржеше сладки, голема кутија чоколадни жаби од Хермиона. Остана само уште едно пакување. Хари го крена и го почувствува, беше многу лесно. Го одмота, нешто течно и сребрено сиво се лизна на подот, каде што лежеше во светкави набори. Рон подзина. Сум слушнал за ова, рече со придушен глас, и му падна кутијата со бомбони од секој вкус што ја доби од Хермиона. Ако е тоа што мислам дека е, многу е ретко и многу е вредно. Што е тоа? Хари ја крена сјајната сребрена тканина од подот. Беше наобична на допир, како вода вткаена во материјал. Тоа е наметка за невидливост, рече Рон, со израз на страх во очи. Сигурен сум, пробаја. Хари ја фрли наметката врз рамената и Рон испушти крик. Така е, погледни надолу. Хари погледна во своите нозе, но ги немаше. Летна кон огледалото, но виде само глава што висеше во воздухот, а телото беше сосема невидливо. Ја навлече наметката преку главата и одразот сосема исчезна. Има порака, одеднаш рече Рон. Испадна порака од неа. Хари ја слече наметката и го зграбчи писмото. Со тесен кружен ракопис, како што немаше видено, го пишуваше следново. Таткото ми ја остави оваа наметка пред да умре. Време е да ти ја вратам. Користи ја умно. Среќен Божи. Немаше подпис. Хари зјапаше во пораката. Рони се восхитуваше на наметката. Се би дал за една ваква, рече тој. Се, што е проблемот? Ништо, рече Хари. Се чувствуваше многу чудно. Кој ја испртил наметката? Дали навистина некогаш му припаѓала на татко му? Пред да може да рече или помисли уште нешто, вратата од спалната ширум се отвори и доскокаа Фред и Џорџ Визли. Хари бргу ја скри наметката, се уште не беше расположен да ја дели со никого. Среќен Божик! Еј, види, и Хари добил Визли джемпер. Фред и Џорџ носеа сини джемпери со едно големо жолто Ф, а на другиот со големо жолто Дж. Ама овој на Хари е подобар од нашиот, рече Фред и го крена джемперот на Хари. Очигледно повеќе се труди ако не си во семејството. Зошто не го носиш твојот Рон? Сакаше да знае Џорџ. Ајде, облечи го. Убави се и топли. Мразам кафеаво, застенка Рон безволно додека го навлекуваше преку глава. Немаш буква на твојот, забележа Џорџ. Веројатно мисли дека не си го забораваш името, но ние не сме глупави, знаеме дека се викаме Грек и Форч. Каква е таа врева? Перси Вризли ја воведе главата низ вратата со поглед на неодобрување. И тој очигледно одмотал половина од подароците, зашто и тој носеше нерамен джемпер преку раката, кој Фред го зграбчи. П за префект. Облечи го, Перси. Ајде сите ќе ги носиме нашите, дури и Хари доби джемпер. Не сакам, мрмореше Перси додека близнаците сосила му го навлекуваат джемперот и му ги искривија очилата. А ниту ти не седиш со префектите денеска, рече Џорџ. Божик е време за семејството.
Го измаршираа од собата со рацете цврсто залепени за телото, зашто джемперот му го навлекоа преку нив. Хари никогаш во животот немал таква божикна вечера. 100 дебели печени мисирки, планини печени и варени компири, големи чинии со дебеличи и лопати, длабоки чинии со грашок во путер, сребрени чинии со густ, богат сос од печено месо и сос од брусница, и пластови волшебнички петарди на секој метар од масата. Овие фантастични петарди немаа врска со кршливите маголските пуколки што дрслиеви обично ги купуваа со своите мали пластични играчки и тенки хартиени шапки. Хари извади волшебничка петарда со фред, која не само што пукна, туку зататни како топи ги обви сите во облак синчак, а однатре експлодира шапка со контаминирана на неколку живи бели глувци. Горе, на високата маса, Дамблдор ја беше заменил шилестата волшебничка капа за цветна шапка и весело се ги котеше на шега која туку што му ја прочитал професорот Флитвик. Фламбирани божикни копачи следуваа по мисирката. Перси за малку не скрши запод сребрен сикл закачен во неговото парче. Хари гледаше како Хагрид станува се поцрвен во лицето додека нарачуваше уште вино и на крајот ја бакна во образ професорката Мегоналд, која на чудење на Хари се закикоти и порумени, а цилиндарот закривен врз главата й беше. Кога Хари најпосле стана од масата, беше натоварен со куп работи што испадна од петардите. Пакување на експлозивни светлички балони, порасни си сам комплет за брадавици и собствено волшебнички прибор за шах. Белите глувци чезна и Хари доби гадно чувство дека ќе завршат како вечерата за господја Норис. Хари и Визлиеви поминаа весело попладне во лута борба со снежни топки во дворот. Потоа студени, влажни, задишани, му се вратија на огнот во заедничката просторија на Грифиндор, каде што Хари го испруба новиот прибор за шах со спектакуларен пораз со Харон. Си помисли дека немаше да изгуби толку катастрофално, ако Перси не пробуваше да му помага со своите совети. По вечерата со мисрикини сендвичи, чајни колачиња, труфли и божикна торта, сите се чувствуваа премногу најадени и поспани за што било пред спиење. Освен да седат и да го гледаат Перси како ги брка Фред и Џорџ низ целата грифиндорска кула, зашто му ја украдоа префетската значка. Тоа беше најдобриот божик во животот на Хари. А сепак нешто го измачуваше цел ден. Дури кога си легна во кревет, можеше слободно да се посвети на размислувањето за наметката, за невидливост и тоа кој му ја испретил нем. Рон, полн со мисрика и колачи и нешто таинствено што би го мачало. Заспа, рече си веднаш откако ги навлече завесите на балдахинот. Хари се наведна одстрана и од под креветот ја извлече наметката. На татко му. Ова било на татко му. Остави материјалот да му плови по рацете, помазен од свила, лесен како воздух. Користи ја умно, велеше пораката. Мораше да ја проба веднаш. Се измолкна од креветот и се замота во наметката. Погледна во носете и виде само месечини, светлини и сенки. Многу необично чувство. Користи ја умно. Одеднаш, Хари се почувствува сосем буден. Целиот Хогвартс му беше отворен со оваа наметка. Го преплави возбудата дека стоеше во мракот и тишината. Можеше да оди каде сака, баш каде сака, и Филч никогаш нема да дознае. Рон грофташе во сонот, требаше ли Хари да го разбуди? Нешто го спречуваше, татковата наметка. Овој пат го почувствува тоа. Првиот пат сакаше да ја искористи сам. Се измокна од спалната надолу по скалите, низ заедничката просторија и се искачи низ дупката од портретот. Кој е таму? Спишти дебелата дама. Хари не рече ништо, одеше бргу низ ходникот. Каде би одел? Застана, срцето му биеше и размисли. И тогаш се сети. Забранетиот одел во библиотеката. Ке можеше да чита колку што сака. Колку ќе треба да дознае кој е Флемел. Тргна и притоа цврсто ја стегаше наметката за невидливост. Во библиотеката беше темно како ноќ и многу мрничаво. Хари запали лампа за да ги гледа редиците книги. Лампата изгледаше како да лепти во воздухот, иако Хермиона можеше да ја почувствува раката што ја држеше. Го полазија морници од гледката. Забранетиот одел беше на крајот од библиотеката, внимателно стапнувајќи преку јажето што ги делеше овие книги од преостанатите. Ја крена лампата за да ги чита насловите. Не му кажуваа многу,
Зборовите беа напишани со излупени, избледени златни букви на јазици што Хари не ги разбираше. Некој воопшто немаа наслов. Една книга имаше темна дамка и на неа што ужасно личеше на крв. На Хари му се накострешија влакната на вратот. Може би си замислуваше, а може би и не, но помисли дека од книгите доаѓаше тивок шепот, како да знаеа дека има некој што не треба да е во моментот таму. Мораше да почне од некаде. Предпазливо ја спушти ламбата на подот и на најдолгата полица најде книга што изгледаше интересно. Еден голем, црно-сребрен том му го фати окото. Се помачи да го извлече зашто беше многу тежок и балансирајќи на коленото го пушти да се отвори. Тишината ја прекина продорен писок од кој се смрзнува крвта. Книгата врескаше. Хари нагло ја затвори, но вресокот траеше и траеше. Со една висока непрекината нота што ги расцепуваше ушите, се заниша наназад и ја преврти лампата која веднаш се изгаси. Испаничен слушна чекори во ходникот надвор. Ја пикна разврсканата книга назад во полицата и се стрча. Го одмина Филч речиси на влезот. Бледите избезумени очи на Филч гледаа право низ него. И Хари се протна под испружената рака на Филч и јурна низ ходникот, а писоците на книгата се уште му звонеа во ушите. Одеднаш застана пред еден висок оклоп. Толку беше зафатен со бегање од библиотеката што не внимаваше каде оди. Може би поради темницата воопшто не препозна каде беше. Имаше оклоп близу кујните, го знаеше тоа, но сигурно беше 5 ката над нив. Ми рековте да дојдам директно кај вас, професоре, доколку некој скита ноќ и некој беше во библиотеката, во забранетиот одел. Хари почувствува како да му снемува крв во лицето. Каде и да беше, Филч мораше да го знае по краткиот пат, зашто неговиот тивок понизен глас се приближуваше и на негов ужас Снейп беше тој што одговори. Забранетиот одел? Па не може да се далеку ќе ги фатиме. Хари стоеше закован од место кога Филч и Снейп завртеа за даголот. Не можеа да го видат, се разбира, но ходникот беше тесен и ако многу се приближеа ќе удреа право во него. Наметката не му ја одземаше цврстината. Се повлече најтивко што може. Одлево имаше ширум отворена врата. Тоа му беше единствената надеж. Се протна низ неа, не дишеше, се обидуваше да не мрдне и му олесна кога успеа да влезе во собата без да забележат ништо. Поминаа крај него и Хари се навали на ѕидот дишејќи длабоко и слушаше како чекорите им се губат. Беше близко, многу близко. Едвај успеа, едвај. Минаа неколку секунди пред да забележи што било во собата кај што се скри. Изгледаше како училница што не е во употреба. Темни форми на клупите и столовите беа натрупани до зидовите и имаше превртена канта за отпадоци, но спроти него, подпрено на ѕидот, имаше нешто што личеше како да не припаѓа таму. Нешто што изгледаше како некој да го ставил таму за да не пречи. Тоа беше едно чудесно огледало, високо до плафонот, со украсна златна рамка поставено на 2 канџести ногалки. Околу врвот имаше изрезбен надпис: Етиблиш, Анел, Огјенот, Овакју, Пенсил, Теов, Тмауш, Акопиген. Сега помалку испаничен, зашто веќе не ги слуша Филч и Снейп, Хари се доближи до огледалото сакајќи да погледне. Но пак да не види одраз. Застана пред него. Мораше да си ја покрие устата со рацете за да не вресне. Се сврте. Срцето му биеше далеку посилно отколку кога вресна книгата, зашто не само што се виде себе си во огледалото, туку и цела толпа луѓе застана веднаш зад него. Но собата беше празна. Дишеше многу бргу и полека се сврте назад кон огледалото. Ете го, со својот одраз, блед и исплашен, а таму, одразени зад него имаше барем 10 други. Хари погледна зад себе, но и натаму немаше никој. Или сите теа беа невидливи, дали всушност беше во соба полно невидливи луѓе, а трикот на огледалово беше да ги покажува, невидливи или не. Повторно погледна во огледалото. Една жена веднаш за неговиот одраз му се насмевнуваше и мавташе. Тој ја испружи раката и го почувствува воздухот зад себе. Ако навистина беше таму, ќе ја допреше. Толку им беа блиски одразите, но сети само воздух. Таа и другите постоеја само во огледалото. Жената беше многу убаво. Имаше темно-црвена коса, а очите й се исти како моите, помисли Хари и малку се приближи до стаклото.
светло-зелен и сосема истиот облик, но тогаш забележа дека плачеше. Се насмевнуваше, но истовремено плачеше. Високиот слаб црнокос маж покрај неа ја прегрна. Носеше очила, а косата му беше многу неуредна. Му стрчеше одзади, исто како на Хари. Хари сега беше толку близу до огледалото што носот речиси му го допираше оној во одразот. Мамо, прошепоти. Тато, само гледаа во него, насмејани. И Хари полека погледна во лицата на другите во огледалото. И виде други парови зелени очи како неговите, други носови како неговите, дури едно старче кој изгледаше како да ги има истите ковчести колена на Хари. Хари гледаше во своето семејство првпат во животот. Потерови се насмевнаа и му махнаа на Хари, а тој изјапаше гладно во нив, со рацете залепени на стаклото како да сакаше да влезе низ него и да го допре. Имаше силна болка во него, половина радост, половина ужасна тага. Колку долго стоеше таму не знаеше. Одразите не се губеа и тој гледаше и гледаше се, дури еден далечен звук не го врати во стварност. Не можеше да остане таму, мораше да си го најде патот до креветот. Го тргна погледот од мајчиното лице, шепна ќе се вратам и брзо ја напушти собата. Можеше да ме разбудиш, рече Рон налутено. Можеше да дојдеш вечерва, ќе се вратам. Сакам да ти го покажам огледалото. Би сакал да ги видам мајката и татко ти, љубопитен беше Рон. А јас сакам да го видам целото твое семејство, сите визлиеви. Ќе можеш да ми ги покажеш твоите други браќа и сите други. Можеш и нив да ги видиш во секое време, рече Рон. Само дојди кај мене дома летоска, како и да е, може би покажува само мртви луѓе. Но штета што не го најдовме флемел, касни малку сланина и друго нешто. Зошто не јадеш ништо? Хари не можеше да јаде. Си ги виде родителите и пак ќе ги види вечерва. Речи си заборави на флемел, веќе како да не му беше важно. Кому му беше гајле што чувствуваше триглавото куче? Па што ако Снейп го украдеше тоа? Добро ти е, рече Рон. Изгледаш чудно. Оно што најмногу го плашеше Хари беше дека немаше да може пак да го најде огледалото. Заедно со Рон под наметката мораа да одат многу побавно следната ноќ. Се обидоа да следат рутата на Хари од библиотеката лутајки низ темните премини речиси еден час. Смрзнав, рече Рон. Ајде да се вратиме. Не, се налути Хари. Знам дека е тука некаде. Одмина еден дух на висока вештерка што едреше во спротивна насока, но не видоа никој друг. Токму кога Рон раскажа дека не ги чувствува стапалата од студот, Хари го забележа оклопот. Тука е, токму тука, да. И отворија вратата. Хари ја слече на метката од рамената и се стрча кон огледалото. Беа таму. Мајка му и татко му се израдуваа штом го видоа. Гледаш? Шепна Хари. Не гледам ништо. Види ги сите, ги има многу. Те гледам само тебе. Погледни го убаво, ајде, застани каде што сум. Хари се помести, но со Рон пред огледалото веќе не можеше да си го види семејството. Само Рон во меките волнени пижами. Рон меѓутоа зјапаше хипнотизирано во својата слика. Види ме, рече тој. Го гледаш ли целото семејство застанато околу тебе? Не, сам сум, но поинакво. Изгледам постар и сум главен префект. Што? Јас ја носам истата значка што Бил ја носеше порано. И го држам Хогвартскиот трофеј и трофејот во Квидич, а и капитенство во Квидич. Рон го оттргна погледот од оваа чудесна гледка и погледна возбудено во Хари. Мислиш дека огледалово ја покажува иднината? Како може? Сите во моето семејство се мртви. Дај пак да видам. Сношти си го имал само за себе. Дај ми уште малку. Ти само го држиш трофејот во Квидич. Што има тука интересно? Сакам да си ги видам родителите. Не туркај ме. Еден ненадаен звук надвор од ходникот им ги заврши разговорите. Не беа свесни колку гласно зборуваа. Брзо. Рон пак ја префрли на метката врзнив и додека светликавите очи на господја Норис се појавија на вратата. Рон и Хари не мрдаа, и двајцата го мислеа истото. Успеваше ли на метката на мачки? По навидум цела вечност таа се сврти и си замина. Ова не е безбедно. Може би отишло по Филч, мора да не слушнала, ајде. И Рон го извлече Хари од собата. С него се уште се немаше стопено следното утро. Сакаш да играме шах, Хари? Рече Рон. Не. А да се спуштиме и да го посетиме Хагрид? Не, оди ти.
Знам зашто размислуваш, Хари, огледало, не враќај се вечерва таму. Зошто да не? Не знам, едноставно имам лошо предчувство, а и веќе премногу пати се спаси за влакно. Филч, Снейп и господја Норис скитаат наоколу. Па што ако не може да те видат? Што ако се судрите? Што ако превртиш нешто? Звучиш како Хермиона. Сериозен сум, Хари, не оди. Но Хари имаше само една мисла во главата, да се врати назад пред огледалото, и Рон немаше да го запре. Третата ноќ го најде патот побрзо од порано. Одеше толку брго и не знаеше дека беше побучен од се што беше паметно, но не сретна никого. И таму пак се насмевнуваа мајка му и татко му. Еден од дедовците кимаше весело. Хари се спушти и седна на подот пред огледалото. Немаше што да го спречи да остане овде цела ноќ со семејството. Баш ништо. Освен... Значи, пак се врати Хари. Хари почувствува како му се заледи утробата. Погледна зад себе, на една од клупите покрај ѕидот седеше лично Албус Дамблдор. Хари мора да поминал покрај него, толку очен да стигне до огледалото што не го забележал. Не ве видов, господине. Чудно колку може невидливоста да те направи кратковид, рече Дамблдор, а на Хари му олесна кога ја виде насмевката. Значи, рече Дамблдор и слизна од клупата за да седне на подот со Хари. Ти, како стоти си пред тебе, ги откри редостите на огледалото Етиплеш. Не знаев дека така се вика, господине, но очекувам дека досега свати што прави. Па, ми го покажува семејството. И го покажа другар ти Рон како главен префект. Како знаевте? Не ми треба наметка за да станам невидлив, благо рече Дамблдор. Сега ќе погодиш и што ќе ни покажува на сите огледалото на Етиблеш. Хари одмавна со главата. Дозволи да ти објаснам, најсрекниот човек на земјата би можел да го користи огледалото Етиблеш како нормално огледало. Во превод, би погледнал во него и би се видел таков како што е. Помогнав ли? Хари помисли. Потоа бавно рече. Ни покажува што сакаме, што и да сакаме. Да и не. Тивко рече Дамблдор. Не ни покажува ни повеќе ни помалку, туку најдлабоката и најочајната желба на нашите срца. Ти, кој никогаш не си го познавал семејството, ги гледаш како стојат околу тебе. Ронал Визли, кој од секогаш бил засенет од своите браќа, се гледа како стои сам, најдобар од сите нив. Сепак, огледалово не ни дава ниту знаење, ниту вистина. Луѓето слабееле пред него, магепсани од она што го гледале, или полудувале не знаејќи дека она што го покажува е вистинско или дури возможно. Огледалото ќе се премести утре во нов дом. Хари, те замолувам да не го бараш повторно. Ако некогаш налеташ на него, сега ќе си подготвен. Неприфатливо е да се загледуваш во сониште и да заборавиш да живееш. Запомни го тоа. Сега, зошто не ја облечеш пак таа восхитувачка наметка и не се вратиш во кревет? Хари се исправи. Господине, професоре Дамблдор, може ли да ве прашам нешто? Очигледно само што го стори тоа, се насмевна Дамблдор. Но можеш ли да ме прашаш уште едно нешто? Што гледате вие кога ќе се погледнете во огледалото? Јас се гледам како одржам пар дебели волнени чорапи. Хари зјапаше. Човек никогаш не може да има доволно чорапи, рече Дамблдор. Уште еден божик дојде и си ојде, и не добив ниту еден пар. Луѓето настојуваат да ми даваат книги. Дури кога си легна, на Хари му текна дека Дамблдор не беше сосема искрен, а сепак си помисли дека го иструкуваше шуглед перницата. Прашањето беше моќно лично.